Днешната тркалезна маса, согледавме дека оваа 2025 година се одбележуваат бројни јубилеи на значајни настани за историјата на македонскиот народ и Република Македонија, но и на настани кои влијаеле врз тековите на развојот на човековата цивилизација. Од тука би сакал да споменам дека оваа манифестација е посветена на 120 годишнината од загинувањето на Никола Карев, председателот на Крушевската република, 110 годишнината од воспоставувањето на Македонскиот фронт во текот на Првата светска војна, 100 годишнината од формирањето на организацијата ВМРО Обединета и излегувањето од печат на нејзиниот орган Македонско дело, 100 годишнината од печатењето на букварот на автохтоното македонско население во Егејскиот дел на Македонија во составот на Грција Абецедарот, под покровителство на Друштвото на народите од Женева, 100 годишнината од раѓањето на Кирил Македонски, композиторот на оперите Гоце, Самуел и Илинден, 80 години од воспоставувањето и пробивањето на Сремскиот фронт, на кој учествувале околу 25.000 македонски партизани во составот на 15-тиот македонски корпус, 80 години од утврдувањето на македонската азбука и усвојувањето на македонскиот правопис и 80 години од завршувањето на Втората светска војна. Воедно, со гордост можам да истакнам дека овогодинешната манифестација е најбогата и најразновидна според содржината во изминатите 12 години. Во текот на вчерашниот ден имавме можност да присуствуваме на отворањето на двете изложби Крстовите од Македонија од Милан Джинго и Лица на револуцијата од авторите Димера Тајковски и Душко Апостоловски. Во текот на денешниот и утрешниот ден ќе одржиме тркалезната маса, а по завршувањето на денешната сесија ќе имаме и две промоции на нови објавени трудови. Како што е вообичаено и оваа година, мојата улога е двојна. Како учесник по тркалезната маса и воедно сум дел од организацијата Новија денови на македонската култура, традиција и историја во Пула. Од тука, во име на Македонскиот културен форум и во наше име, на Алба Климан и мое, би сакал на сите гости и учесници на оваа дводневна манифестација да им упатам огромна благодарност што ја прифатија нашата покана и да достоја со своето присуство кое за нас представува вистинско богатство. Согласно тоа, како што доликува, на почетокот би сакал да им се заблагодарам на нашите вистински пријатели, без чија што несебична поддршка ништо од ова не можеше да биде реалност. Искрено, повеќе од пријателски патуваме едно искрено огромно благодарност до Советот за националните малцинства при владата на Република Хрватска, и Старската жупанија и градот Пула. Би сакал да се заблагодарам и да ги поздравам господја Теа Бател, прочелница на управниот оддел на Италијанската национална автохтона заедница, националните малцинства и млади при Старската жупанија, господин Владимир Торбица, прочелник на одделот за култура на Старската жупанија, господја Мили Ѓорговска Илиевска, директорка на Културниот центар на Република Македонија во Загреб, господин Димера Тајковски, директор на Културниот центар на Република Македонија во Истанбул, Република Турција, господја Ивана Џомбик, раководителка на одсекот за цивилно општество и национални малцинства на градот Пула, господја Мирна Мошња од одделот за култура на град Пула и нашата драга домакинка, господја Надија Божлета, директорка на градската библиотека и читалница на град Пула. Би сакал да ги поздравам господин Глиор Чановски, председател на Македонската православна црква на општина Свети Јоаким Осоговски од Пула, и господин Орце Стојковски, председател на Советот на Македонското национално малцинство на град Пула. Би ја поздравила и господја Сашка Соломоновска Јаневска, представник на Македонското национално малцинство на Старската жупанија, како и две дами, наши драги гостинки, господја Рита Вишник, подпредседателка на Друштвото Руски дом и членката на истата управа, господја Евгенија Транич. Сега би сакал да му дадам збор на Алба Климан, председателот на Македонскиот културен форум, да ве поздрави, да сподели со нас неколку реченици за значењето на оваа меѓународна тркалезна маса и за сето она што го правиме. Поведете.
Добар ден и јас ве поздравувам сите од срце. Но мојата улога сега е се полесна, затоа што е одработена една голема работа, подготовка за сето ова, но како што рече Теон, без таква соработка и поддршка од сите страни, тешко ваквите манифестации да се одржуваат. Оно што сакам да го речам, без да подсетувам, можам само тоа да го спомнам, дека од 2008 година е формиран Македонскиот културен форум, голема дејност, силна има развиено, токму на овие македонистички теми, организирање на ваквите средби, имавме и изложби, можне забележани во јавноста, но и посебно она што е најромантично и најубаво, тоа е нашата пејачка група и музичкиот ансамбл Деспина, која еве во 18-та година веќе влезе со својата работа, низ која помина 40-тина и повеќе наши женички, момичиња и така натаму, и 10-тина музичари кои дадоа еден посебен печат на тоа пријателство, на ова истарска средина која е едно место и сонце под кое вреди да се живее, затоа што може да се дише убаво и слободно и да се мисли убаво и слободно и да се искажува човек на својот мајчин јазик, македонскиот случај. И кога Деспина е во прашање, само едно големо благодарам на Тони Пернич кој голем ангажман, па можам да речам и жртва во овие 18-ти на години искажа во работата со пејачки кои се всушност натуршчици, не се музички образовани. Но она што ќе завршам, тоа е духот на соживот, духот на пријателството, што тука го чувствуваме и што ни е овозможено македонскиот дух, македонската култура, македонскиот јазик, македонските традиции да се негуваат на најрепрезентативен можен начин. Не е овозможено само со општествените околности и разбирањето на значајот на тоа нешто, туку и на духот на македонството кое одобде праќа пораки и до Македонија, каде што е потребна секојаш една силна потпора. Ние тука сме имале манифестации, тркалезни маси во моменти најтешки за Македонија, кога некои теми воопшто не биле возможни во Македонија да се отворат. Тука ние имавме можност, благодарение на Хрватска, на Истра, да ги кажеме тие нешта и дел од тоа пред 5 години почнавме да објавуваме и во нашиот зборник Македонски пиреј, македонска пирика, името кажува се, еден непокор, една постојана борба, ние сме и место на отпор кон глупоста што често ја прави политиката во некои, особено во Македонија, што го проживувавме во сите овие години. Оваа година ќе излезе и уште еден зборник по оваа тркалезна маса, а се надеваме дека ќе имаме поддршка во наредните години да покренеме појака издавачка дејност со одредени публикации од македонската национална историја и култура. Премногу зборувам. Ви благодарам. Зашто сме многу благодарни. Во тоа име ја поканувам господја Надија Дужлета, директорката на институцијата во која што се наоѓаме, да го поздравиме собе. Поведете. Poštovani uzvanici, poštovani i dragi gosti, dobrodošli u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula. Evo, veliko mi je zadovoljstvo i čast što vas mogu pozdraviti u ime Gradske knjižnice i čitaonice Pula i u svoje osobno na ovom 12. okruglom međunarodnom stolu. Moram reći evo da i istaknuti u ovom mojem uvodnom dijelu suradnju koju imamo već dugi niz godina sa središnjim organizatorom ovog okruglog
okruglog stola, a to je Makedonski kulturni forum s kojim Gradska knjižnica već dugi niz godina surađuje, ne samo na organizaciji ovog značajnog i uglednog okruglog stola, već i na svim ostalim drugim kulturnim događanjima, između ostalog na predstavljanju i novih makedonskih suvremenih pisaca, knjiga, autora, na organizaciji izložbi i drugih kulturnih aktivnosti koje zajedno organiziramo i tu bih htjela istaknuti posebnu ulogu naravno gospodina Alda Klimana. Također, evo moram reći da nam je također osobito drago da možemo danas ugostiti i da imamo priliku ugostiti u našoj središnjoj knjižnici eminentne stručnjake iz Makedonije koje sudjeluju na današnjem okruglom stolu. Tako da srdačnu dobrodošlicu također posebno i njima i želim evo da se u našem prostoru osjećaju kao kod svoje kuće. I još da se nadovežem na stručni skup. Evo zaista čestitam na sadržajnom programskom skupu koji zaista obuhvaća široke teme iz područja i makedonske kulture, povijesti, identiteta i želim evo svima uspješan rad, uspješan stručni skup i vjerujem da će se naša suradnja nastaviti kao i do sada. Hvala. Сега би сакал да ја поканам господја Теа Бател, прочелница на управниот оддел за италијанската национална автохтона заедница, националните малцинства и младите на Старската жупанија, да ве поздрави во името на жупанот на Старската жупанија и во своје име. Патам господја Теа Бател со големи ги следи нашите настани и ни дава силна поддршка за што сме особено благодарни. Господја Теа Бател. Dobar dan svima, evo pridružujem se prije svega čestitkama i pozdravima svim gostima redom kako su vas i najavili na početku. Pozdravljam vas u svoje ime, u ime našeg župana gospodina Borisa Miletića Istarske županije. Stvarno mi je drago sudjelovati na manifestacijama kao ova, zbog toga što se stvarno vidi koliko je i Makedonski kulturni forum angažiran u samim aktivnostima koje provodi tijekom cijele godine. Eminentni stručnjaci i gosti iz Makedonije koji su danas sa nama dokazuju da je to jedna manifestacija koja je stvarno visoke kvalitete i visoke razine i drago mi je što, evo, slobodna sam reći, svake godine ima sve više i više gostiju i predstavnika koji u manifestaciji sudjeluju. Makedonski kulturni forum, kao što je u samom uvodu rekao gospodin Kliman, djeluje veliki niz godina i stvarno nam je drago što kao Istarska županija možemo financijski, ali rekla bi moralno poduprijeti njihov rad, a isto tako i rad svih nacionalnih manjina koje su u Istarskoj županiji. Drago mi je što sa velikim volonterizmom, svojim gospodin Kliman i svi ostali volonteri koji su uključeni, djeluju na našem području i mogu na taj način pridonijeti stvarno i kulturnoj sceni Istarske županije i obogatiti Istru i sve nas koji smo ovdje sa svojim aktivnostima. Bitno je njegovati svoju kulturu, svoju tradiciju, svoju povijest, a kroz ovakve manifestacije to upravo činite. Želim vam stvarno čestitati od srca i želim vam ugodan i uspješan skup. Hvala. Срдечно ви благодарам. Сега би сакал да ја поканам господја Мими Георговска Илиевска, директорката на Културниот центар на Република Македонија во Загреб, да ве поздрави. Добар ден и од мене, почитувани. Јас се надоврзувам исто така на сите да поздравувам поред како што господинот Теон Джинго ве поздрави. Ми представува посебна чест што сум денес овде на ова 12-то издание на тркалезната маса која што организира Македонскиот културен форум. Уште повеќе сум почестена што, како што кажа Теон на самиот почеток, можеби овој пат во двојна улога сум присутна, значи сум ја имала таа чест да бидам учесник на овие тркалезни маси кои што ги организира Македонскиот културен форум и во изминатите години, а сега еве и во улога на директорка на Македонскиот културно-информативен центар во Загреб, што навистина многу значи кога здруженија, асоцијации кои што ја промовираат македонската култура, кои што го промовираат македонскиот јазик, кои што придонесуваат да се отвараат значајни теми на кои што учествуваат врвни експерти и професионалци од Македонија, го прават ова.
А за мене и за нас, како држава, како Македонија, уште повеќе значи поддршката што ја добиваме од Хрватска, од на сите државни инстанции, преку советите на националните малцинства, кои што навистина или преку овозможувањето на изучувањето на македонскиот јазик во училиштата, што навистина многу значи за промоција на македонската култура и на македонскиот јазик и на големите богати вредности кои што ги поседуваме како културни вредности. Се заблагодарувам и навистина е едно задоволство да работиш на полето на културната дипломатија, да ги промовираш културните вредности на една држава, но во една пријателска држава како што е Република Хрватска. Таму каде што уште повеќе и полесно моите идеи или нашите идеи на сите македонци многу полесно можеме да ги реализираме, не само преку проектите кои што ги финансира Македонското Министерство за култура и туризам, туку и преку поддршката за сите овие проекти што ја добиваме од страна на локалните и државните власти на Република Хрватска. Навистина ви се заблагодарувам, се надевам дека во иднина имаме уште многу позначени заеднички проекти, како што и досега имавме. Посебна благодарност на председателот на Македонскиот културен форум, Господо, сето ова, сиве овие години немаше да се реализира без неговата пред се енергија и огромен ентузијазам и љубов кон Македонија и секако на неговата десна рака господинот Теон Джинго. Посакувам успешен настан и да бидеме заедно во текот на наредниве денови. Ви благодарам. Ви благодарам. И сакал во името на Македонскиот културен форум, повторно во името на Алdo и во моје лично име да им се заблагодарам на учесниците на тркалезната маса за нивниот труд и нивната одлучност, некој повторно, некој прв пат да не удостојат со своето присуство. Тоа се нашите пријатели, драги гости, академик Љупчо Коцарев, Драгица Поповска, Елка Јачева Учар, Луми Ѓорговска Илиевска, Кочо Топузовски, Ицо Најдовски Перен, Димера Тајковски и Никола Рестовски. Согласно програмата, оваа манифестација со ракатка македонски песни ќе отвора членовите на музичкиот ансамбл Деспина и Македонскиот културен форум. Пејачката група Деспина, која има по број заедно со музичарите повеќе од 20 членови, денес ќе настапи во следниот камерен состав. Драгица Жаркови, Вецка Клима, Марица Матошеви, Анита Григориник, Александар Срнчевич, Гордана Лопари, Коцар Мицановиќ и Милан Кукјановиќ. Придружени со флейта на Наташа Драгун, по диригентската палка на нашиот драг Тони Перник, кој уште како 20 годишно момче кој презема ансамблот и од него направи едно мало културно музичко чудо. На дамите од Деспина, како и на Тони и на Мичо, им благодарам за нивната посветеност и љубов кон македонската музика и македонскиот фолклор. Како што споменав и лани, нивната најзначајна мисија е континуирано да го пренесуваат македонскиот мелос, првенствено во Хрватска, а потоа во Европа и свет. Благодарение на нивната посветеност, Македонија е жива и процутува скоро 2 декади на истри во Република Хрватска. Поверете.
тркалезната маса. Денешната сесија, своите трудови е изложат академик Љупчо Косара, професор доктор Елга Јачева Улча, професор доктор Вагица Поповска и доктор Ицо Најдевски Перек. Првиот учесник на нашата тркалезна маса е академик Љупчо Косара. Тој е македонски светски научник и професор од областта на физиката, техничките и компјутерските науки. Дипломирал на електротехничкиот факултет во Скопје, магистрирал на електротехничкиот факултет во Белград, а докторирал на Институтот за физика при природна математичкиот факултет во Скопје. Работел на електротехничкиот факултет и факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, како и на Универзитетот Калифорнија во Сан Диего, Соединетите Американски држави. Остварил студиски престои во САД, Германија, Италија, Унгарија, Шпанија и Јапонија. Во 2006 година бил избран за член на Друштвото на електроинженерите на САД, а за член на Македонската академија на науките и уметностите, надвор од работниот сустав бил избран во 2003 година, а за редовен член во 2007 година. Академик повеќе од 140 публикации во списанија со фактор на влијание и повеќе од 150 публикации во зборници на рецензирани трудови од меѓународни домашни конференции. Тој бил уредник на десетина книги и автор на 6 патенти, одобрени во САД и во Европа. Се уште се 6 повеќе од 6, не знам, нема, значи остануваме на 6. Бил раководител на повеќе научно-истражувачки проекти во периодот помеѓу 2020 и 2023 година. Академик Коцарев беше претседател на Македонската академија на науките и уметностите. Знам дека е најцитиран научник од Македонија, меѓутоа не знам во која бројка светски цитирани научници сте. Во првите 200? Во светот? Не. Во првите 300 најцитирани научници на светско ниво. Насловот на неговото денешно излагање за колективната траума на македонците. Академик Коцарев, поведете. Ми се заблагодарам на домакинот, председателот на Македонскиот колективен културен форум,
Албертиман за гостопримството и за тоа што ми омотимо и тука да зборуваме. Албо ти благодарам. Ќе зборувам за колективната травма. Тргнувајќи од идејата за колективна свест, која што се навести во книгата на Лепон, Психологија на толпата, која што е објавена уште во 1895 година и е преведена на македонски јазик. А подоцна подетално се разработена и во книгата на Фројд, Психологија на толпата и анализа на егото, објавена за прв пат 1921 година и таа е преведена на македонски јазик. Денеска сосема накусо, подгледувајќи сложената интеракција помеѓу индивидуалниот и колективниот ум или индивидуалната и колективната свест, ќе се задржа на три концепти поврзани со колективната свест или со колективниот ум, колективна травма, културна травма и идентитетска травма. Што е колективна травма? Има различни дефиниции во литература, ќе спомнам во литературата, јас ќе предложам една нова дефиниција, која што јас не сум ја сретнал, може би не е нова, може би не сум толку добар познавач на темата. Ќе тргнам од членот 2 од Конвенцијата за спречување и казнување на злосторство за геноцид. Во членот 2 стои точно што е тоа геноцид. Иако многу мина, да речеме, дури правници кои што се зборувал, мислам, вела дека нема дефиниција на геноцид, всушност многу е јасно дефинирано што е тоа геноцид. Геноцид е било кое од следните дела сторени со намера да се уништи целосно или делумно национална, етничка, расна или религиозна група како така. Значи, било кое од следните 5 има. Тоа значи само едно од нив е доволно да речеме дека е геноцид. Прво, убиство на членот на групата. Второ, предизвикување сериозни телесни или ментални повреди на членовете на групата. Ќе се задржам на овој дел. Не вика и, туку вика или. Тоа значи било од кој од тие две. Значи, дури ако имаме сериозни ментални повреди на членови на групата, тоа можеме да го сметнаме за геноцид. Трето, предизвикување сериозни телесни или ментални повреди. Трето, намерно нанесување на група услови на животот. Крупните услови на животот пресметани да доведат до нејзино физичко уништување, наметнување мерки наменети за спречување на раѓање во групата, насилно пренесување на деца од една место до друга. 55. Мене ме интересира вториот и ме интересира делот кога станува збор за сериозни ментални повреди на членовите. Тргнувајќи од тоа предлагам колективна травма да се дефинира како заедничко искуство на група колективот кога групата е изложена на барем едно од 5 дела кои што се наведуваат во повторството геноцид. Дефиницијата подразбира дека постои заедничко искуство, поточно подразбира дека постои одреден степен на истоветност во субјективноста на тоа искуство. Степен на истоветност, затоа што не може две индивидуи да поседуваат идентична субјективност. Од тука можеме да зборуваме за заедничко искуство, но не и за заедничка субјективност, што во случајот на колективната травма значи одредена степен на истоветност во колективната полка. При тоа сакам да подлечам дека травматското искуство на колективот ги опфаќа компонентите и на колективната заедничка травма и на личната индивидуалност. Сега ќе дадам неколку дефиниции. Има многу, меѓутоа заради и на колективна и на културна травма, заради тоа што сме ограничени по 10 минути да разговараме, само ќе наведам неколку. Значи, според една група автори, колективна травма подразбира физичка травма на еден колектив. Принципите, припадниците на една заедница се интернирани, мачени, убивани, додека пак културна травма подразбира травма предизвикана од последиците врз колективната свест на групата. Во други автори, има тука, мислам, културна
колективната травма за нејзе вела дека тоа е ужасен настан кој остава неизбрешлива трага врз нивната групна колективна свест. Додека пак во трудот и така натаму да не го кажувам, авторот го воведува терминот комплексна колективна травма за да потенцира, отворен цитат, поголем акцент на континуираното доживување на травмата и неговото влијание врз функцијата на колективното. Затворен цитат, страна 129, мислам тука во трудот има сите и референции така натаму. Меѓутоа, колективната травма се дефинира според конвенцијата за геноцид, земајќи ги предвид делото Б. Тогаш второто дело, тогаш според моето мислење нема потреба од повезување на концепти културна, комплексна културна травма, синтагмата сериозни ментални повреди имплицира дека концептот колективна травма ги опфаќа дефинициите и за културна травма и за комплексна културна травма. Оно што сакам сега малце да кажам е да позборувам за поимот идентитетска травма. Под тоа јас подразбирам ментална травма, тоа подразбира ментална травма. Сериозни ментални повреди на еден народ кои што се јавуваат од постоењето на официјални документи меѓу држави или документи усвоени од заедници на држави, например ЕУ, со кои се бришат спротивно на сите правни и праведни договори, норми и конвенции и спротивно на волјата на еден народ, сите негови идентитетски обележи, карактеристики, културни, духовни, национални. Поточно се брише постоењето на еден народ. Решението, тоа нема да го читам, идентитетска травма е травма на колективот, од тука таа е колективна травма. Меѓутоа таа е многу повеќе од само колективна травма. Таа е травма предизвикана од можноста за целосно бришење на еден народ. Значи има тоа кога зборуваме за геноцид, треба да правиме разлика меѓу геноцид и идентитетски геноцид, иако тој не е дефиниран никаде. Идентитетски, значи она што нас не се случува е всушност бришење на целиот наш народ. Со ова ќе не нема нас. Кога имало геноцид и во сега во Палестина и кога мислам дека е тоа геноцид, тоа сите палестинци нема да бидат убиени. Не може тоа. Евреите што се случило останале многу живеат. Кај нас работата, разликата е во тоа што се брише целиот народ. Нас ќе не избришат како со гума, за жал. Какви се последиците од ова? Колективната психологија е научна дисциплина која што е релативно во повој, иако постојите 20 години повеќе, од тука методите и техниките за анализа и за здравување на травмите на колективот, иако и за тоа постојат и методи и техники, имаат свој корени во индивидуалната психологија на травмата, иако за оние што работат со големи групи и популации нема сомнение дека колективната психологија е сосема поинаква од индивидуалната психологија. Во книгата Колонијална травма, објавена, јас имам на англиски во 2021 година, француската алжирска психоаналитичарка Карима Лазани, отпирајќи се на делата на Фанон, еден друг голем мислител, историски материјали и собственото клиничко искуство како психоаналитичар ги опишува психосоцијалните ефекти од колонијалната доминација, укажувајќи на Франција во Саудитска Арабија, укажувајќи на начините на кои колонизацијата остави траги на современото постколонијално јас меѓу алжирците. Длабоките лузни на колонијализмот врз психата на алжирците доведе до братоубиствени насилства, кои што според авторката се природна последица на колонијализмот. Колонијалистите ги турна алжирците. Ова е многу интересно и се однесува за нас. Да се движат по траекторија на постојна загуба и постојен сомнеш, на постојана малаксаност и само осакатување, па дури на колективно движење во смртта. Колонијализмот овозможни обштествена инерција и откажување од битието, а улогата на националното освободителен фронт беше во одржување на оваа травма. Наместо да ја лекува од тука според авторката, алжирците од независноста до денес пасивно ги поднесуваат нивните внатрешни деструктивни судири
последици од едната обсесија од гневот на колонијалните демони. Мислам, треба да се направи аналогија со тоа што нас не се случува, јас сум за тоа, јас би сакал и некои истражувања, мислам, разговарахме со некои, јас разговарав со некои професори на науки, да направиме едно истражување за колективната травма на геноцид експериментално. Меѓутоа до сега за жал ништо од тоа не правиме се повтори. Ќе завршам сосема на кратко, мислам, има во трудот има многу повеќе, ќе завршам повторно малце поттикнат од песните, убавата изборба на групата Тестина со еден дел кој што е исто така емотивен. Во романот Браќа Карамазови, објавен 1880 година, петата книга во главата Бунт, Иван Карамазов го прашува Аљоша. Цитат. Речи ми самиот, искрено, те повикувам, одговори. Замисли се дека ти самиот ја зидаш зградата на човековата судбина, со намера најпосле да ги усетиш луѓето, најпосле да им дадеш мир и спокојство. Но за тоа мораш до смрт да измачиш само едно, единствено малечко суштество и врз неговите солзи да ја заснимаш таа зграда. Дали би се согласил да бидеш архитект по тие услови? Кажи, но не лажи. Не би се согласил, тивко проговори Аљош. И дали можеш да дозволиш идејата дека луѓето за кои градишќа примат својата среќа заснована на невина крв на едно мало измачено дете и дека кога ќе ја примат, ќе останат среќни за секогаш. Штом ќе ја прифатат, ќе останат среќни за секогаш. Не можем да ја дозволам, проговори Аљош. Завршен цитат. Замислете дека треба да се гради зградата на македонската судбина со намера жителите на Македонија да бидат среќни. Конечно да има мир и спокојство, но за да се постигне тоа треба не еден, туку стотини илјадници и милиони македонци да страдаат од промената на нивниот идентитетски код, од бришењето на македонскиот идентитет. Од тука има група интелектуалци, ние се обидуваме тоа да го направиме, ама не оди, треба мислам дека треба да се поднесе до Обединените нации владата на Република, резолуција за македонски геноцид, во кој што ќе проговориме за она што нас не се случува. И благодарам. Ви благодарам, академик Коцарев. Втор учесник на нашата прегалезна маса е нашата долгогодишна пријателка, професор доктор Елка Јанчева Улчев. Таа дипломирала, магистрирала и докторирала на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Република Македонија. Од 1993 до 2006 година работи во Институтот за старословенска култура во Прилеп, а од 2006 година до денес во ономастичкото одделение при Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков. Автор е на стотина статии посветени на македонскиот јазик, а како коавтор се јавува во неколку значајни изданија за македонскиот јазик, како старословенско македонски речник со грчки паралели во 1999 година, Трескавечки Евхологиум, објавен во 2002 година, Кониково Евангелие во 2008 година, толковен речник на македонскиот јазик, правопис на македонскиот јазик, прилози кон Кониковското Евангелие, објавен во 2020 година. Насловот на нејзиниот денешен труд е 100 години од првото политичко меѓународно признавање на македонскиот јазик. Повелете. Благодарам. Бидејќи ние вчера се договоривме да видиме колку си во интерес на времето, јас само кратко ќе изложам ова што сакам да го кажам за по повод 100 годишнината од излегувањето на абецедарот. Кога зборуваме за абецедарот, тој не е само буква. Тој е документ што раскажува една длабоко политичка и човечка приказна
за јазикот, идентитетот и образованието на македонците во Егејска Македонија во првата половина на 20. век. Историски контекст на абецедарот, за да можеме да зборуваме за него, треба да истакнеме дека не можеме да зборуваме без турбулентниот амбиент од тоа време. Имено по Балканските војни во 1912-1913 година, Отоманската империја се повлекува од Балканот, а Македонија не добива државност, туку поделба меѓу Србија, Грција и Бугарија. Егејскиот дел и припаднал на кралството Грција со Кукуричкиот договор во 1913 година. Тоа значило еден почеток на систематска политика на интеграција и асимилација на бројното словенско население кон грчкото. По Првата светска војна со Нијскиот и Севрскиот договор Грција се обврзала да ги заштити своите малцинства, но овие обврски за жалост станале главно на хартија. Во 1923 година Лозанскиот договор донесува масовна размена на населението со Турција. Илјадници малоазиски бегалци, грци по род, се населуваат во Северна Грција, со што целосно се менува етничката слика на Егејска Македонија, која е тогаш населена со главно македонско словенско население. Во 1924 година, под притисок на Друштвото на народите, Грција и Бугарија го потпишуваат така наречениот протокол Калфов-Политис, со кој требало да се гарантираат културните права на славофоните. Но грчката јавност го одбива протоколот и тој никогаш не стапува во сила. Така, во ваков контекст, под меѓународни притисоци и домашни отпори, во 1925 година се појавува абецедарот, букват на македонски јазик, наменет за децата од егејскиот дел на Македонија. За волја на вистината треба да се каже дека нашиот јазик, македонскиот јазик, во тоа време воопшто не се именува како македонски, ја нема значи, го нема квалификативот македонски, туку се именува како јазик на славофоно население, малцинско население во Грција. Како што е познато, абецедарот е напишан на латиница. И најчесто поставувано прашање е зошто латиница, а не кирилица. Одговорот е едноставен, затоа што латиницата била политички попогодна. Со латиницата практично се прекинува символичната врска со кириличната традиција и на тој начин нашиот јазик се издвојува, односно им се оневозможува на бугарите и на србите да полагаат право на тој јазик. Тоа требало да покаже, значи ваквиот испис на букварот со латиница, требало да покаже дека не станува збор ниту за бугарски, ниту за српски јазик. Но ваквиот потек создава недоверба кај македонскиот народ долу, зашто локалното население употребата на латиницата го чувствува како нешто наметнато, дури и како обид за покатоличување или културно дистанцирање од сопствениот словенски православен идентитет. Абецедарот е отпечатан во Атина во 1925 година на леринско-битолски дијалект и кон крајот на јануари 1926 година е експериментално воведен во наставата на селото Сорович
денешно Аминтај. Познато е дека грците уште 1927 година направиле масовно преименување на словенските топоними со грчки со оглед на тоа што топонимите како најстари лексички единици во еден јазик се сведоштво за јазичното, односно етничкото простирање на еден народ. Се сакало со ваквото преименување да се ограничи етничкиот јазичен македонски простор. И значи да се вратам во 1926 година воведен е абецедарот и тогаш кога се воведува во село абецедарот избухнува вистинска бура. Книгите се палат на плоштадите, наставниците се заплашуваат, а родителите македонци заедно организираат протест и носат една резолуција која што испракаат до владата во Атина со следниве зборови. Објавуваме крвава војна против секоја завера против нашиот грчки мајчин јазик. Го отфрламе предавањето на славено македонскиот дијалект во училишта. На прв поглед парадокс. Народот што треба да биде заштитен, протестира против книгата што е создадена за него. Но токму тоа покажува колку длабоко продрел стравот и недовербата. Што е последица на децени забрани, асимилација и самонегација. Така абецедарот пропаѓа уште пред да заживее, не поради неуспешната педагогија применета во него, туку поради политичката инструментализација. Со оглед на тоа што и денес доживува македонското население во Грција, можете да замислите што значило тоа пред 100 години. Просто грчките научници го користат во нивна полза. Овој цитат е всушност изваден од една статија од еден грчки научник Михаилидис, кој што кажува дека и не било толку романтична сликата за создавањето на абецедарот, како што вели македонските научници сакаат тоа да го представат, но веројатно тој нема предвид или го премолчува фактот дека нашиот народ во таа борба за својот јазик претрпел многу, дури и физичко малтретирање. Познати се приказните од нашите дедовци и баби, кои што кажуваат дека не смееле да зборуваат на македонски. За таквото нешто биле казнувани, биле прислушкувани пред нивните домови, имало грчки шпиони кои што слушале кој ќе проговори македонски збор за да биде казнет. Казните биле многу сурови, се движеле од насилно терање да пијат рицинус за да се прочистат до сечење на јазиците. Понатаму, што се случило и каква била дистрибуцијата на примероците, значи ова е единствен пример забележан дека абецедарот стасал на некое место во Егејска Македонија. Дистрибуцијата била многу ограничена, а најголемиот дел од тиражот исчезнал. Денес се познати само неколку примероци од абецедарот. Едниот се чува во Државниот архив на Македонија, донесен од Вангел Ајановски оче. Тој при самото формирање на архивот му го има подарено тој примерот
единствениот примерок што се чува во Македонија на Државниот архив во Македонија. Потоа еден имаме примерок во Националната библиотека во Атина, кој што примерок пак послужил за да биде основа на она фототипско издание на абецедарот што го издаде во Атина по повод 80 години од абецедарот, значи во 2005-2006 година изданието, го издаде нашето здружение Виножито, тогаш под водство на Павло Споскопулос. Третиот примерок се чува во Виеската градска библиотека и се спомнува во една студија на најпознатиот жив балканист Виктор Фридман. Се спомнува дека во 1942-43 година, значи пред самото стрелање на Коле Неделковски, дека тој, значи нашиот поет Коле Неделковски, се служел со абецедарот кој се наоѓа во Софиската национална библиотека, но денес никакви податоци за постојање на абецедарот во Софија не постојат. Значи ова се само посредни информации. И уште еден парадокс, значи како што кажав и погоре, овој абецедар е настанат под силен притисок на Друштвото на народите, кој што представува предходница на Организацијата на Обединетите нации. И во тоа нешто голема и значајна улога има еден норвешки дипломат, не можам во моментов да му се сетам на името, но во Женева и во архивите на Женева, од она што најдов на интернет, не постои ниту еден примерок од абецедарот. Кои се составувачите на абецедарот? Најчесто се спомнуваат тројца јазичари, Георгиос Сагијаксис, Јосиф Лазаров и некој и Папа Захарију, значи не му го знаеме на овој Папа Захарију името. Најмногу во грчките извори, најмногу се среќава, најмногу податоци наоѓаме за Георгиос Сагијаксис, за кој се знае дека бил ученик и стипендист на големиот балканист Вајгант. Предпоставуваме, според имињата, но и според некои графички решенија внатре во абецедарот, предпоставуваме дека се работи за грковласи, но тие имале солидно познавање не само на локалниот лерински говор на кој е напишан абецедарот, туку имале многу солидно славистичко образование, што јас сега тоа ќе го кажам во статијата, што јас го детектирам преку известни графиски решенија внатре, избор на букви, особено начинот на кој сака да ги обележи со латинични букви, да ги обележи овие наши палатални гласови како Л, што се чува и ден денес во битолско-ленинските говори, во, да речеме, во лексемите клjuč, луѓе, љулка и така натаму, и исто така при обележувањето на Ѓ и Ќ. Се гледа од самиот ракопис, бидејќи јас направив за едно издание кое што се чека овие денови да излезе во секој момент, направив една јазична студија и од толку, значи, пуст текст се гледа дека тој бил абецедарот бил пишуван под извореден притисок на време. Значи, чувството ми е дека, значи, во еден толку куст текст најдов дури 30 печатни грешки. Мислам дека така како што бил направен, дека воопшто не поминал никаква редактура, туку е пуштен во печат.
доста има неконзистентности, недоследности, например, еднаш помошниот глагол сум во трето лице един да го пишува како е, друг пат како е. Еднаш членската морфема од е во полна форма, друг пат е со отпаднато т, например, имаме попот, ама и попо, имаме господ, ама и госпо, и така натаму. Се состои самиот абецедар се состои од два дела, две целини. Во првиот дел се представени буквите, секоја буква е придружена со некаква илустрација, како што всушност и сите модерни буквари се прават. Значи, обично е придружен со цртеж со кој почнува збор на објаснуваната буква. Например, за буквата Б имаме представено баба, за буквата Д имаме дедо представено, за буквата Л имаме лулка како цртеж представено, а за мен особено беше инспиративна илустрацијата на буквата А, на која што имаме две деца кои што стојат пред изгресонце и со буквата А како извик, бидејќи А завршува со извичник, сакат да покажат дека се работи за восхит од раѓањето на новиот ден и на новото време што допрва треба да дојде. Толку околу јазикот, само уште 2-3 збора за педагошката вредност на абецедарот. Значи, тоа е доста напреден за своето време. Содржи визуелни, како што кажав, немотехнички средства, постепено навоведување на буквите, пременот звукот, смисла, групирање на буквата според нивната честота, но политичката заднина го оневозможува да се примени во практиката и наместо средство, за жал, наместо средство за образование и просвета, овој наш абецедар станува символ на поделби и отпор. Абецедарот, заклучувам, е документ со војна природа. Како педагошки обид, тој е иновативен, методички осмислен и близко до децата. Како историски документ е сведоштво за неуспехот на меѓународните механизми да создадат реална образовна практика за македонците во Илирска Македонија. Латиницата, ограничената дистрибуција и уредувачките колебања го покажуваат како производ на политички баланс, а не на истинска просветна стратегија. И затоа, кога денес го спомнуваме абецедарот, не зборуваме само за една ретка книга, туку за едно историско сведоштво, за еден недоискажан јазик и за една неискажана потреба да се зборува, да се пишува и да се учи на својот мајчин јазик. Ви благодарам. Ви благодарам, професорке. Сега би сакал да дадем пауза, да се одмориме, да се свежиме 15 на минути, па попоцна ќе продолжиме со вториот дел од денешната сесија. 15 минути пауза.